Како што каже Јана, во Македонија денес ја поддржуваме и сакаме да слушаме македонска музика, што е можно повеќе, секако и нашите автори и изведувачи имаат почесно место, можеме да кажеме, во нашата емисија, се со цел сето тоа што тие го создаваат, го работат, го прават за слушателите да излезе на виделина и ние секако уживавме во музичкиот спот и песната која што нашата денешна гостинка ја создаде, ја промовираше, а денес премиерно секако во рамки и на нашата емисија го промовиравме овој видеоспот, но ќе зборуваме и за албумот кој што го носи истото тоа име Судбина. Марија Петковска денес во Македонија денес на промоција на незиниот најнов видеоспот и песна. Марија, добар ден и добри дојде во нашата емисија. Добар ден и на двете. Благодарам на поканата. Да, навистина ни е драго што пред имавме можност и ние да го погледнеме овој видеозапис, се надевам и нашите гледачи. Имам доста работи за кои што ќе зборуваме во текот на разговорот, но предлагам конкретно да започнеме за оваа песна, заради тоа што можевме да погледнеме што сработивте, у кога беше создадено и од кого секако и нормално зашто желбата токму за неа да биде создаден овој видеозапис. Па и вака да ги поздравам авторите на оваа музичка номера. Тоа се композиторот и аранжерот Павле Трајков. Текстописецот на оваа песна е Андријана Миленковска, работена во студиото кај Ангел Ќосев. Видеозаписот го сработи Дејан од Арт Продукција. Благодарност до нив за оваа прекрасна музичка номера и за спотот секако, кој ако секако може да го погледаат на YouTube, го има таму, затоа што тоа е, мислам дека, морам да кажам, единственото нешто, бидејќи пред да го почнеме разговорот ме прашавте зошто нели толку време помина за ова, мислам дека тоа е единственото место каде што може нашата публика, за жал, да се запознае со македонската музика. Затоа што мислам дека доволно ја нема во медиумите и по телевизиите. Меѓутоа, тоа на страна, јас им благодарам секако на нив за оваа прекрасна музичка номера, се надевам и на вам се допадна. Тоа е и насловено, како што е насловено од CD-то, така и првата номера. Да, не рековте, 17 години сте на естрадата, учествувате на многу бројни фестивали, имате навистина голем број на настапи, но по подолг временски период се одлучувате да направите видеоспот за вашата песна Судбина. Секако ги кажавме причините поради кои е тоа така, но Македонија денес ги поддржува македонските автори, ете, доколку на друго место не се гледа спотот, сигурно дека кај нас ќе се емитува, затоа што музиката пред се е вашата љубов, како вие велите, музиката и децата. Работите како воспитувачка во градинка, па ете, веројатно дека и таму успевате со децата да потпевнувате. Дали е музиката вашиот живот? Јас со музика се занимавам од 6 години. Значи, кога тргнав прво оделение, таа стана дел од мојот живот. И секако дека ја сакам. Исто како што ги сакам денеска и децата, и таму каде што работам, тоа се, верувате, исто како мои дечиња. Јас имам и две ќерки, поздрав до Ана и до Јана. Тие ме поддржуваат во она што го работам и со воспитувачката кариера, или со музичката, нормално. И се надевам дека овие две кариери, да ги наречам, ќе продолжам да ги работам еднакво успешно како досега. И војнина. Во Македонија има навистина голем број на луѓе кои што се талентирани кога е во прашање музиката и освен тоа што работат секојдневно и создаваат нова музика, без разлика на молкот и сето тоа што се случуваше во овој период, како вие ги одбирате своите соработници со кои што ете на некој начин сакате исти нешта и можете да имате одлична комуникација кога е во прашање каква песна сакате вие најпосле да отпеете, да биде создадена нешто што ќе личи на вас и нешто што пред за вас ќе ви се допаѓа за секако да го презентирате на публиката и на јавноста. Да. Јас моите песни ги презентирав на фестивалите. Имат, нели во Македонија има, да речеме, доволно фестивали каде што може да се презентираат песните, иако од после не се пуштаат сите тие номери. Јас соработувам со повеќе автори, значи не еден автор. Ги слушам нели прво демо снимките, доколку ми се допадне песната ја одбирам, да ги напоменам и другите автори. Тоа се Милан Завков, Борче Нечовски како текстописец, имам соработувано со Дејан Момировски, со Милан Кацарски, Горан Андонов, Горан Илиевски, мислам дека ги набраев
Да, некои да заборави, да сте заборавили, ќе ви простат, затоа што навистина кариерата не е една година, две па да се паметат, 17 години секако е навистина голема љубов да се биде во музиката, а при тоа секако знаеме каква е состојбата во однос на тоа дали музиката може да биде примерна работа. Кај вас секако се покажува дека не, мора да имате примерна работа каде што секако ќе работите, а музиката доаѓа како еден вид на надополнување. Се издржува ли можеби тоа темпо на настапи, на фестивали, на подготовка на албум и секако работата и пред се има и чинството, две ќерки кои што си го бараат своето внимание. Точно. Јас ги работам двете работи со љубов. Затоа и можеби можам да го постигнем на тоа, а и како карактер сум активна, значи сакам активности, не можам да седнам дома и да чекам некој нешто да ми донесе, сама ќе одам ќе си го земам. И можеби тоа допринесува за сето тоа што еве го сработив на време, како што планирав албумот, CD-то, зборувам, вечерните свирки се тука, секако. Со мојот колега чија композиција е оваа песна, Павле Трајков. И сето тоа се постигнува со прво со љубов. Пред љубов и со преголема желба, да. Тоа се друго. На овој албум кој што го носи насловот Судбина има 10 песни. Би ве прашала дали станува збор за песни кои што сте ги пееле досега како едно сумирање на истите или пак сепак со ова нови композиции кои што сега ќе доживуваат својата промоција, нели? Дали се нови песни или пак има и селекција од некои ваши постари? Вака, има 8 песни се постари. Само Судбина е најновата песна која е ставена, да. 10-та е преработка на наша македонска народна песна. Таа ја ставив, меѓутоа јас имам уште снимки, тие сега си ги чувам за второто CD. И да го надополнам, нели се уште нови. Иако тие се испеани на Валандово фест, Лешок, Роса фестивалот, со кого имам дует, таму ми е дуетска песната со Спасе Матлиовски, поздрав до него, и Александар Цветковски. Така, тие ми се искрено драги сите, меѓутоа на ова CD сакав да има 10 песни. Сега се на едно место. Сите, да, и на едно место, така. За понатаму здравие ќе видиме. Да, но во секој случај мора да се размислува понатаму, дефинитивно дека по толку долго време на естрадата немате во план да се откажете од музиката. Кога би се вратиле наназад и кога ќе ги погледнете сите песни кои што вие ги имате отпеано на фестивалите, има ли некоја која што ви е посебно драга, некоја која што се одвојува од сите останати, можеби по вас е вашата одскочна даска? Па еве, јас би одвоила оваа сега новата песна, затоа и одлучив за неа да се сними спот. Таа е снимена пред 4 месеци скоро, меѓутоа јас одлучив за таа песна. Значи можеше да биде било која друга песна, јас за оваа одлучив. Но не дека немам фаворити од другите што ги има на CD-та. А кои се првите коментари, можеби од публиката, од слушателите, од оние кои што можеле да ја погледнат на YouTube? Да. Мислам дека понасмевкава се гледа, дека има добри коментари, многу ми е драго заради тоа. Се надевам дека и гледаноста на спотот ќе порасне, да биде слушана песната во секој случај. Да, секогаш видеозаписот допринесува за тоа, заради тоа што во овој случај има еден комплетен производ. Ги споменувавме досега во текот на разговорот фестивалите. Вие сте сепак личност која што може да се наврати малку и наназад, затоа што понекогаш музичарите знаат да нели да ги имаат они убави спомени и да им недостасуваат тие минати изданија на фестивалите, тогаш беа во едно поинакво светло. Па можете ли и вие да направите една своја споредба и да се присетите на некои убави фестивалски моменти каде што на едно место многу луѓе од светот на музиката се собираат и навистина е посебно убаво да се биде дел од нив? Па добро, јас не би ги двоила така фестивалите, затоа што секој ми е драг, искрено. Меѓутоа на едно место многу луѓе се собираат на Лешочкиот фестивал, искрено. Таму секоја година има, нема дали било пред 5 години или сега, таму секогаш има публика од не само од тој крај, туку и од надворот од Македонија, мислам дека доаѓаат нели на посета, тогаш е Света Богородица, празникот. И мислам дека и поради тоа е прекрасно чувството да се биде на тој фестивал, исто како и Валандово, затоа што тогаш живее градот. Јас немам многу ден во Валандово, освен за фестивалот, меѓутоа ми се допаѓа местото затоа што
некако ве прифаќаат луѓето. Македонија, сите македонци се, нели, гостопримливи во секој случај. Да, сите македонци се гостопримливи и особено и нашите македонци кои што се иселени надвор од нашата држава. Имате ли можност некогаш да настапувате пред диаспората или нашите иселеници? Имав можност. Бев во гостин во Америка, таму настапував, таму бев малку подолго време. Низ Европа имам настапувано во Германија, во Италија, кај нашинците, во Швајцарија. Така имам посетувано повеќе држави. Сега малку сум стагнирана тука. Да, сега секако со промоцијата на спотот и на албумот, дали ова што рековте веќе на смевката можеме да видиме на вашето лице дека сте задоволни од првиот видеоспот, значи дека и понатаму ќе го одберете тоа како начин на пласирање на вашите нови песни? Да, затоа што мислам дека тоа е еден од единствените начини за промовирање на една песна. Да. Во Македонија постојано се говори, еве тоа всушност сакам да го слушнам и вашето мислење, дека оние кои што се дел од фолк естрадата македонска сепак привлекуваат повеќе внимание, како да луѓето имаат повеќе желба за таков тип на музика. Тука се и фестивалите кои што си имаат својата гледаност, видеата на YouTube сепак си говорат, па дали вие го имате тоа чувство дека како дел од оваа естрада сепак го добивате на крајот заслуженото внимание од публиката? Секако дека е така, јас тоа го добивам од вечерните свирки. Еве вие можете да бидете гости некогаш, кога ќе, нели, повелете дојдете. Јас настапувам во ресторанот Маргер. Тоа ми е како матичен ресторан. Долго време сум веќе таму. И народот ја бара народната музика. Значи секако за сите веселби, не дека забавната не се бари или не се сака да се слушне, меѓутоа народната музика ни е во корените на, нели, македонските корени. И мислам дека е тоа заради тоа. Ние сме народ кој сака да слуша добра музика, без разлика тоа дали е забавна или народна. Тоа повеќето на веселбите се слуша народната музика. Секако дека вам ви е исполнете денот со музика и со љубов, затоа што работите со дечињата кои што се најискрената публика и веројатно дека ви е драго кога секако времето го поминувате со нив, но предпоставам дека најинтересно е кога ги подготвувате тие музички приредби, па успевате да чуете и нови таленти, па ете сакаат ли дечињата во градинка да прават такви музички приредби каде што вие им помагате во изборот на песните, во учењето, во настапите и во сето тоа. Како изгледа еден ден со Марија Петковска во градинката? Во активноста, ако не се вклучи музиката, нема да биде активност за децата. Да го одвојам и физичкото здравствено образование, затоа што тие многу сакаат и да играат, и да вежбаат, и да пеат. Значи, секако, јас не зборувам само за приредбите сега. Значи, во приредбите мора да ги има тие музички точки, во моите ги има секако, и во моите колешки. А меѓутоа, и музиката мора да биде дел од активноста. Значи, секој ден, дали ќе се слуша музика, дали ќе играме на музиката, или се едно, дали ќе пееме, децата ја обожуваат музиката. И тоа е така растат, значи се развива и растот и развојот со слушање, со пеење. На еден навистина убав начин. Марија, тука ќе ви се заблагодариме за тоа што денеска бевте наша гостинка. Ќе кажеме дека навистина ни беше драго што имавме можност во рамки на Македонија денес да ја промовираме вашата нова песна и спот. Ќе ви посакаме многу успех понатаму во вашата работа. Искрено се надеваме дека повторно за кратко време ќе се видиме со нешто ново од вас. Ви благодарам многу на поканата. И ние ви благодариме, секако во продолжение ги покануваме гледачите да слушаат македонска музика, да не биде таа застапена само на YouTube. Тука сме ние во Македонија денес да правиме промоција на сето она што е ново о македонската музика, дали станува збор за народната или за забавната, да знаеме што е она што се случува на македонската музичка сцена. Ви посакуваме пријатен и убав ден и секако ве покануваме и во продолжение да останете на програмата на телевизија 24. Јас и Јана повторно сме со вас утре повторно во
10:00, веднаш повестите секако со нови гости, нови содржини, интересни теми, секако сето тоа подготвено, за да го задржиме и привлечеме и понатаму вашето внимание. Во меѓувреме следете на социјалните мрежи, Facebook, Instagram се нашите места каде што сме достапни и по завршувањето на Македонија денес. Ви благодариме што бевте заедно со вас и од нас довидување.